Денеска сите знаат се за економијата, особено како требало да се постапи во налетот на светската криза. После битка, сите генерали се паметни. Замислете, луѓето кои економски ја заглавија Македонија и во чие време секој трет во земјава остана без работа и тоа без никаква светска криза. Денеска без срам зборуваат какви мерки требало да се преземат. А не беа толку гласни пред 2 години, во времето кога економското цунами во светот бришеше се пред себе. Пропаѓање на фирми, масовни отпуштања од работа, намалување на платите и пензиите. Не беше лесно, но ние останавме на нозе. Невработеноста не само што не се зголеми, туку и ја намаливме. Ги покачивме пензиите, платите и социјалната помош. Им подадовме рака на земјоделците и на стопанството. Кога моите колеги од Светска банка ме прашуваат како успеавте, јас им велам, со многу работа, работа и работа. На премиерот, моја, на луѓето од владата. Затоа сум толку сигурен во нас. Тимот што ја доби оваа битка може да ги спроведе до крај започнатите реформи. Конечно да ја затвори транзиционата приказна и Македонија да оди напред. Затоа со мирно срце велам, на 5 јуни, луѓето, нивната верба и здрав разум ќе кажат да, реформите ќе победат. Зоран Ставрески. Изборна единица 4. Гласај за број 5. Реформите ќе победат.